после толк временски период, како дел од оваа книга сте и вие, од 2010 година почнавме со подготовка на материјалите, за да после сите тие снимени емисии и сето она што е соберено и разговорите со нашите сограѓани, еве вчера веќе излезе книгата која толку години ја најавуваме. За жал, поради пандемијата, промоцијата ќе се одложи во подолг временски период, да се заврши сето оваа процедура. Книгата е веќе готова, завршена, имаме 120 примери веќе готови, тука се и да чекаме денот кога ќе биде промоцијата, за да можеме званично и да ја дадеме на нашите сограѓани да почнат да ја читаат. Така, во кратки црти, што се е опфатено во неа? Во неа, како што знаете, опфатен е периодот од 1920-1960 година, многу интересен период. Нашите сограѓани зборуваа многу интересни приказни и се тоа што се случувало во градот. Во книгата се опфатени голем број на фотографии во тој временски период за наши сограѓани кои што можеби ништо не значат за животот на денешниот Делчевченец, но за историјата на Делчево многу значат. Јас сум родена 9.5.1937. Дека сте родени? Во Делчево. На Царево село некаш. родители, име и презиме на родителите? Илија Такев и Любица Такева. Татко ми бил Сокол, он е бил иницијатор да се изгради Соколскиот дом и при рушењето на терасата на Соколски дом имало шише од зајтин од половин кило, у кое имало список кога е рушена терасата. Имало е список на кој е напишано прво Илија Такев Илиев. Илија. Иницијатор е исто тогашниот сегашен председател, мисля се вика тога като градоначалник. Он е бил иницијатор и му е помогнал да иде на курс у Словенија и оттамо да уговори да се донесат сите реквизити за вежбање во салата во Партизан. Тогашен Соколски дом се викало. Добро. Тоа е генерации воспитувал и вежбалица, има ги на слика сите соколи, тогаш се ги викали. И бил е увиена на надпревар моје татко, кој ја навратило 40 пати у минута се е вртел. И за това нешто е добил благодарница. Тогаш медал е добил. И јас бех библиотекарска, прва во Делчево. И со Томе Георгиевски. Во тоа 56 година околијата беше во Источна Македонија, беше во Пекшчево. А председател беше Методи Митевски Брицо, кој со делегација дојде во библиотеката и рече запрепасти се какво ние сме уредили библиотеката и јас одех по кашчите, собирах книги, собирах ово и одех на курс за библиотекарство во Скопје и собрах прилично многу книги и со помош на сестра ми Милка Такева, она беше скроз одличничка и се добиваше по 5 книги. И парично, такова оди, остана сирак. Останахме сираци, ние 3 деца бехме. И Арно Мона многу учеше и напредна и дојде до председавач на Сојузниот собор на Југославија. Јас у тој момент кога дојде делегацијата од Пекшчево со начело со председателот Методи Митевски Брицо,
тој утрото пишеше во Нова Македонија, имаше он новинар со него, водеше и секретар, и пишеше библиотеката во Делчево служи за пример во Регион. во Марашевскиот крај. И за това нешто, после 2-3 дена јас добивам покана за со карти, со све, добивам за делегат на библиотекарите во Задар да идеме. Заедно со 5 други, ние бехме 5 души во групата. Во Делчево доаѓам кога почна да се формира монопол, тоа е 55-та година, и јас сум еден од првите, ние сме 5 души учесници во формирањето на монопол. И во монопол сум све до 1994 година, кога отидов во пензија. Па почнавме со 120, а некаде таму кога се оформи и изголеми производството, имавме околу 400 работници. Кооперанти имавме преко 4000, али ние делувавме и на Делчевска општина и на Беровска општина. Првата година, 55-та година, откупивме 120 тона, а во теко на развојот беше различно. Од 120 па се качиме на 86-та година на 1.120.000. Благодарејќи на Југо Тутун се разви целото стопанство во Делчево, па и жилишта што се направија во Делчево со резултат на добрата организација на Југо Тутун. Во теко на производството дававме обавезно аванс, авансирахме го производството и правиме различни други додатоци на работниците, како за наводнување, имавме пумпи направено во Разловца, во Тработивиште, во Вирче, во град, во Габрово, кој помагаше за наводнување на површините со тутун. Поред наводнувањето ние давахме и други средства за заштита на тутуно производството. Прво почнавме во една штала од онат во Старо Делчево, која имаше само една зграда со придземје и спрат, а потоа со работниците и организацијата изградиме додатни оддел кој ден денеска стои таму на 3 спрата. А во 58-та година изградихме нов голем простор, тоа е зграда со управна зграда, со све што е пропратно за производството. Тоа е и ден денеска голема зграда која во Делчево е меѓу најдобрите.